Пред некое време го сретнав податокот и се замислив колкава е голема веројатноста да се родиме баш ние. Веројатноста да се родиме баш ние е нула, кој знае колку други милиарди нули после таа запирка и единица после тоа. То значи, браќа и сестри, за се треба да му благодариме на Бога зашто сме ние толкому во овој свет. Од една страна, колкава мала е веројатноста да се сретнат нашите родители. Колкава е мала веројатноста исто да се одржи таа врска. А уште помала е веројатноста од толку милиони сперматозоиди кај мажот да се роди токму комбинација да се родиме токму ние. Што значи, тоа е голема интервенција Божја. Да бидеме баш ние, затоа треба да бидеме многу благодарни. Меѓутоа, уште поблагодарни треба да бидеме во која средина се раѓаме, зашто Господ има план за секого од нас да се роди во одредена средина, во одреден амбиент, меѓу одредени луѓе, во одредено семејство, и тоа е многу важно. Денеска, кога 40-дневен помени правиме на тетката моја по тело, Зорица, не можам да не се сетам и да не му благодарам на Бога колку е важно што во таква голема средина и јас како дете сум раснет. Таа тетка која 40-дневен помен денеска служиме, значи се почина или се упокои пред 30 денови, таа со нејзината мирност и тишина воспитуваше повеќе отколку некои други кои ги има учители во животот, во низ училишта, со својата бука, галама може да ме воспитаат. Затоа што многу подоцна го разбира детето мирот, кај некој друг кој воспитува во мир, меѓутоа го доживува и го разбира еднаш во животот, дека добро е што има и такви учители, а во семејството се најдобрите учители, затоа што никогаш не му мислат лошо на некој кој живее во тоа семејство. Затоа, кога некој ради во големо семејство, како што имав прилика, може би да растам како дете, го доживувам како особен благослов, затоа што многу дарови може да се сретнат меѓу многуте луѓе. Ние не сме исто надарени. Еден е за едно, еден е за друго, друг е за трето. Меѓутоа, кога имаш можност да среќаваш повеќе дарови, тогаш се јавува интерес за еден или за повеќе од тие дарови. Кога имаш повеќе дарови, можно да видиш се јавува интерес. Многу мина денеска велат, како е можно, нема професионалци во нашата држава, сите за се ги пива или не знам. Затоа што интересот за се ги развива тие дарови. Може човек да се интересира за една или за две работи, ама може за 10 и за 100 работи да се интересира.
нема да биде може совршен во се, зашто нема време толку. Тој би бил да има време совршен, ама нема толку време и затоа знае да ги направи за услуга меѓу своите, но не може би најдобра работа да заврши. Со тоа, сепак, она што сакам да го кажам за тетка ми е тоа дека јас може би доцна го разбрав тоа, јас имам друг начин на живот, други погледи, поинаку на училиште го доживував воспитувањето, меѓутоа од неа во сите зрели години сватив дека спокојството и мирот кој ги добив токму од таа тетка моја правеа да можам да ги издржувам искушенијата во животот. Зашто не секогаш клин со клин се избива. Некогаш со мирната состојба, со спокојството кое го има човек, се совладуваат сите тешкоти. Ако ќе имаш пример за тоа, да го видиш како што јас сум го видел кај оваа тетка моја, тогаш можеш поинако имаш искуство едно повеќе за да можеш да действуваш во животот. Затоа, браќи и сестри, животот наш секогаш да го имаме како дар, да го доживуваме како дар од Бога, зашто тоа е дар од Бога. Како што е дар самиот живот, дар е и средината во која се воспитуваме, живееме и како мали деца, и како повозрастни, а и личностите кои ги среќаваме. Милоста Божја да биде на вас, нека ве храни, нека ве чува во сите дни на вашиот живот.